Здраво, дечки! Еве сме во видео број 8 веќе. Денеска, доку го пратите документот кој што го пишувам, ќе видите дека наред е да зборуваме за Dynamic. Во претходното видео зборувавме за анонимни типови и малку напоменавме нешто за Dynamic, а во ова видео ќе се надоврзаме на истото и ќе продолжиме уште малку да позборуваме за тоа. Меѓутоа, пред да продолжиме, сакам само да ви кажам дека почнав да ги објавувам видеата, како што ги снимам на фан страната Smiley Solutions MKD, така да за сите што сакате да ме следите и сакате да сте постојано информирани за новите видеа, може да одите и да кликнете лайк и да ме следите таму. Исто така, кликнете subscribe и на каналот и така цело време кога ќе има нови видеа ќе ви излегува таму. Значи, обично неделно максимум, значи ајде да речеме не максимум, туку минимум, значи по 2-3 видеа ќе ставам, а како што тргнала работата ќе бидат и по повеќе од 5 неделно. Исто така уште еднаш да ви напоменам, значи дека како што кажа, паралелно со видеата, значи пишувам и овој документ, мини книга, гајд, не знам како да го наречам, кој е на еден начин на дополнување на видеата, или поточно да речеме дека не би било така случај. Сакам да кажам дека видеата се на дополнување на овој документ, меѓутоа не. Овој документ е поопширен. Се што се зборува за видеата, значи се е во документот, меѓутоа во документот има и некои дополнувања за кои што нема да има видео. Така да најпрво пишувам во овој документ, а потоа врз основа на тоа што имам пишувано, како што гледате, зборуваме во наредното видео. Како што гледате во дека веќе имам испланирано за што би зборувал во некоја наредна тема, меѓутоа ова цело време тука се менува. Така да ова е сега вака, меѓутоа може да ми текне нешто подобро, така да може да ставам нешто друго наместо ова што е пишено овдека да дојде на ред. Кој што реков, значи следете ме на Facebook, кликнете лайк. Моментално немам и 50 лайкови, така да мање битно, не ми е тоа толку битно да речам, затоа како што гледате последен пат сум објавил линк од првиот серијал на 4 април, па дури сега ми текнува чекај уште еднаш да ставам линк вчера од видеото број 7 од новиот серијал. Активноста на видеата ми е многу подочекуваното. Ако погледнете, значи или последните неколку видеа, видеото број 5 што има 16, шеската има само 7, па седмицата што вчера има 21. Така да фактучок од ова не може многу да донесам. Една од причините е дека или содржините не се доволно квалитетни, значи дека тоа што го правам не е доволно добро, или дека нема доволно заинтересираност за истото. Ева да видите и сабскрайбери, значи 360, а целото нека да не поменав ми е дека во текот на овој серијал сакам да дојдам барем до 500, така да доколку таа бројка се постигне, после овој серијал ќе одиме со нареден кој ќе биде или за Unity, или за ASP.NET, или нешто сосем трето, меѓутоа најверојатно ќе биде една од тие двете работи. Па ајде да се фатиме за работа, да го отвориме документот и да тераме по него. Dynamic. Значи, ако прочитате овдека, значи тој нов тип, воведен е во .NET 4.0 и тој значи ја избегнува compile time проверката. Што во пракса ни значи тоа? Значи, како што знаете, значи се кога пишуваме код, ева да креираме една променлива, Bart year да ја крстиме, година на раѓање и ќе ставиме да речеме погрешна вредност, да речеме ќе има вредност Никола наместо
таа не интеджерна што треба прима цел број за вредност, ние ставивме string. Кога ќе пробаме да стартуваме програмата овака, да се искомпилира и да се изврши, како што гледаме, компайлерот ни прави проверка пред да проба да избилди, да изврши, чекај друга нешто не ти е кој што треба во кодот. Со Dynamic тоа значи не е случај. Значи Dynamic типот ја избегнува проверката во compile time и тој таа проверка ја прави во runtime. Типичен пример за тоа, ајде да креираме еден пример да видите тоа како изгледа. Да речеме, ќе крсим променливата, биде повторно bart here и ќе ставиме вредност да речеме да има 1990. Значи, кога компайлерот го гледа ова, значи пред да му додадеме вредност, го гледа како да е object. Да имате object birth year. И кога ќе му доделите вредност, во runtime тоа вели, чекај, сега ти му имаш ставено вредност цел број, значи ова ми станува, да речеме, integer. Значи, го гледа, значи претходно пред да му доделите вредност, го гледа како објект. Тоа што почнав да зборувам е за runtime проверката. Удоделивме некоја вредност, да речеме, 1900, значи сега има ова променлива ни станува тип integer. Меѓутоа, ајде да пробаме да повикаме, направиме некоја грешка, да повикаме некоја функција што не постои. Има IntelliSense, значи не ми дава Dynamic, да повикам некоја функција од тип unknown. Нека се вика само unknown. Повикам функција со тоа има. Како што гледате, црвени линии нема. И вели компайлер, тоа значи е сосема во ред. Кога ќе пробаме да стартуваме, ќе се стартува, меѓутоа кога таа линија ќе дојде на извршување, ни фрла runtime грешка. Вели, int does not contain definition for unknown. Значи вели int нема таква функција и програмата овдека ќе ни фрли грешка и ќе ни крашне. Добро, тоа видевме, значи како што рековме, Dynamic, значи ја избегнува compile time проверката. Може да пишуваме што сакаме глупости овдека на Dynamic типот да наречам и сето тоа во compile time ќе ни е валидно. Ајде да видиме нешто друго. Dynamic. Dynamic е да крстим проверката data. Ајде да ја доделиме правим вредност да има, да речеме 1990 и да го печатиме типот на истата write line. Кој што реков, значи Dynamic типот IntelliSense нема да им дава IntelliSense, така да не може да кликаме и да биреме, да видиме што можеме да повикаме наистина, значи мора на, што би рекли, на Изус, на памет да знаете што куцате. Ние сакаме да повикаме getType и да се изпечати типот на истата. Значи, видовме, креиравме Dynamic тип, крстивме дата, значи променлива дата од тип Dynamic и доделивме вредност integer 1900. Кога ќе извршиме овдека програмата и ќе ни се испечати типот, што гледаме. Значи ова променлива ни е од тип int32, односно integer. Ајде да видиме нешто друго. Ајде да пробаме сега да и доделиме string вредност, да видиме дали тоа валидно. Значи, доколку овдека ова ни беше integer, дата, и доделивме 1900 валидно, кога ќе пробавме да му смениме типот овдека, наместо integer да му делиме string, компайлерот ќе ни се бунеш, ќе рече, другар, полека, што правиш, ово ти integer, ти сакаш да му ставиш вредност string. Не важи, не бива тоа. Меѓутоа со Dynamic ова е апсолутно валидно. Као што гледате, ни се извршува програмата и не ни фрло никаква грешка. Ајде повторно, значи, под неја да го печатиме типот, да видим дали ќе се промени или нешто друго се случува. Гледате, први, значи овдека вели, има 1990 вредност, печати го типот, тука ни е int32. Потоа минуваме вредноста во Никол, му даваме вредност string и како што видите, печатиме типот, рекла, сега дата променливата станала string. Значи, апсолутно валидно. Па да видиме некоја друга премина, каде може да го премениме. Да речеме дека сакаме да креираме функција некоја
што ни печати нешто. Print data, да речеме, функцијата. И ќе прима параметар dynamic. И да речеме data. Console.writeLine и да го печатиме тој податок што го праќаме. Ајде да ја повикаме со оваа функција print data. И овдека значи сега гледаме дека прима тип dynamic. Dynamic значи реков може да прима се и сешто. Така да во овој конкретен случај може да пишеме било каква променлива и таа ќе ни биде испечатена во првиот случај integer, во вториот случај ќе му ставиме string, тоа го видите нека биде. Ајде да му ставиме и карактер нека печати, м за машко, ајде некој булен нека печати, мислам дека се доволно. Како што гледате, ова ни е апсолутно валидно. Како што гледате, сите променливи ни се испечатија и грешка воопшто не ни беше фрлена. Мислам дека горе-долу дека тоа би било тоа, значи, за Dynamic. Мислам дека ја сваќате глобалната слика за истото. Така да, што сум пишал дека треба да внимавате, бидејќи кој што видовте дека IntelliSense не ни работи и доколку погрешиме некоја буква, исто ќе се искомпалира. Да речеме, каде можем да пишем, не знам, true, f, нешто вакво. Нема ни пробие, не постои. Овдека да речеме некоја функција кој што рековме, фу, нека биде, кој повикуваме нешто, имаме некоја функција нова променлива што ја праќаме и пробаме овдека да ја повикаме, таа се викла фу, меѓутоа ние повикуваме фу, компилерот нема да ни фрли грешка, меѓутоа некаде кога ќе дојдеме во кодот, во runtime ќе ни фрли грешка и може да изгубиме доста време додека знаеме што сме погречиле, а ние уствари сме изеле една буква некаде на некоја, да речем, глупост. Така да, дечки, мислам дека по втор, трет, четврт, не знам кој пат велам дека тоа е тоа за ова видео. Уште еднаш, значи, ако не ви е тешко, кликнете еден лайк тука, кликнете subscribe на каналот. Каде беше каналот? Ејо, отуде, channel, кирилица. Не е тоа ц, смиле, макар да мислам дека беше вака. Сега ќе видиме дали го погрешивме или не. Да, така е. Значи, здраво на Smiley Solutions макада. И овдека имате, како што гледате, две плейлисти, основно, напредно и тераме дале. Значи, стиснете еден subscribe тука, докато не ви е јасно нешто, пишувате слободно коментари на видеята. Ако ви е срам или од некоја друга причина не сакате да пишете коментар, пишете слободно приватна порака и тоа би било тоа до наредното видео. Поздрав!